На последната седница на Советот на општина Кочани, советникот Лазар Митев покрена иницијатива да се реконструираат детските забавни паркови во централното градско подрачје, да се заменат дотрајните и уништени реквизити, за да можат децата да се рекреираат и забавуваат. Дали можеме како општинска администрација да го задолжиме јавното комунално предпријатие да направи увид во детските забавни паркови кои што се направија по околните населени места и да се увиди состојбата со тие, иако голем дел од нив беа како донација, дали може да се направи реконструкција и посебно и особено би сакал да апелирам, значи ако постојат средства, двата забавни парка, детски забавни паркови што се во централното градско подрачје, исто и таму да се направи увид, да се види дали може да се направи реконструкција на оние детски реквизити кои што се искршени и да се средат или дали може темелно. Исто така истите паркови да бидат темелно средени во пресред на пролетниот период кој што ни следува. Од општината подготвени да ги поправат реквизитите во детските забавни паркови, кои најчесто се уништуваат од несовесните наши сограѓани. Општината секоја година спроведува една акција за обновување на детските игралишта, кое што обновување формално го завршуваме на 21 март, односно за денот на пролетта, и ова година акцијата е почната. Направено увид на апсолутно сите игралишта и во градот и во населените места. Лоцирано е што недостасува од тие работи, што од тие работи може да заврши комуналното предпријатие Водовод, што може да заврши општината. Не е потребно никакви тендери, тоа се ситни работи и очекуваме дека на 21 март и оваа година ќе бидат сите детски игралишта реконструирани онака како што доликува, да бидат доведени во исправна состојба. Детските забавни паркови отсекогаш биле место за рекреација на најмладите жители на Кочани, кои растеа и се уште растат со лулашките, со металното вовче, со клацкариците. Сепак да не заборавиме дека овие детски забавни паркови се наменети за децата, а не за возрастите.